Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. 26. јули 1963. Ден што го промени нашиот главен град за секогаш. Во 5 часот и 17 минути утрото земјата се затресе со силина што урна згради, однесе животи и го претвори Скопје во урнатина. 1070 луѓе го загубија животот, а илјадници беа повредени. Но светот не остана нем. 87 држави помогнаа да се изгради Скопје. Скопје стана символ на меѓународна грижа и човечка солидарност. Денес, наместо да го негуваме тој дух, сме сведоци на корупција, урбан хаос и градење на сметка на граѓаните. Се урива довербата, исчезнуваат паркови, а никнуваат бетонски џунгли. Но, дали Скопје и денес е град на солидарност? Во време кога деталните и генералните урбанистички планови се крујат зад затворени врати и се менуваат по потреба, кога секој агол се бетонизира, кога зеленилото исчезнува, прашуваме. Изграден од светот, загрозен од дома. Дали Скопје од град на солидарноста стана град на бетонските интереси? Одговорот од вас го очекуваме, се разбира, со вртење на телефонскиот број 023070005. Но кога сме кај прашањата, еве и уште едно, анкетно на Инстаграм стори. Заследете ја црвена линија на Инстаграм и одговорете на прашањето. Дали е време да се прогласи мораториум за градење во Скопје додека не се расчистат спорните урбанистички планови? Како што гледате, имате две опции за одговор, да, не. Полето кој што го содржи вашиот одговор, кликнете на него, секако тоа ќе биде регистрирано, а ние подосна некаде кон крајот на ова издание ќе ги соопштиме резултатите во проценти. Секако бидете активни на сите социјални медиуми, она што ви треба се профилите на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Но ајде денес да ве вклучиме сите и секако да ве слушнеме. Дали Скопје од град на солидарноста всушност стана град на бетонски интереси? Па можеме да почнеме. Добар ден. Добар ден. Господине Роме, кој е одговорот на ова прашање? Од град на солидарност стана град на тоа што го рече ти. Така е, вистина. Сега наместо да садят дрва, од зеленилото се добиват воздухот. Ево селото моје Виджево, да дојдеш да видиш, е куќава моја, све зеленило е. И затоа имам и поетска творба за селово. Само не, дали сме да те кажа на брзина. Може? Ве слушаме и да ве прашаме 26. јули 1963 година, кога се случи земјотресот во Скопје, каде бевте вие? Ја бев учител тогаш. Учител? Добро. Да, јас сум стар. Ама младори се гледа, изгледа. И тогаш имати песма, че се памти 63-та година. Еве, какви беа реакциите, да речеме, во вашето место, како се одговори, како се реагираше тогаш кога Скопје се го погоди овој катастрофален земјотрес? Па многу жално. Скопје е Македонија. И доста луѓе погинае. Ама тогаш ни помагае. Тога беше Југославија, Тито беше. И од сите земји, и еден што беше главен старешина за земјотресот на држава, дојде во селото моје во Виджево. Добро, благодарам многу, господин Роме. Секогаш сте со црвена линија, така нека остане, но и продолжете да не гледате понатаму. А ние продолжуваме со вас. Еве, изграден од светот, загрозен од дома. Дали ви се чини дека Скопје од град на солидарноста се полека се претвори во град на бетонски интереси? Добар ден. Ајде, поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав до вас. Убаво е насловот, само тоа дали треба да се тргне и место бетонски мафијаски интереси. Значи, стана град на мафијаски интереси. Дали треба да се тргне и бетонски? Вака сега, за Скопје може и треба да се бори со дено и со саат и све. Кратко е времето. Хронологија, кратко. Јас сум 65 годишен. Се сеќам, имав
3,5 години, бев роден во Мичурин, сместени кај општината што е сега, институт се викаше порано, фамилија кој ќе имаше Гаштарови и фамилија Оровчанец. Фамилија на доктор Оровчанец познат. Сега Скопје. Причината зашто дојде до ова дереđe Скопје? Мафијашки интереси. Да. Мораториум, што прашавте за прашањето одговор. Мораториум и за жителите. Тие што 15 години уназад нема жителство на Скопје. Со сета почит, може работа тука, нека работат, ама автобусот ќе се одат дома. Од 2001 година и пред тоа, кога дојдове партиите, кој како дојде на власт, ќе се носат своји луѓе и ќе се останат во Скопје. Зато после кукаме немаат вода, зато кукаме автобуси нема, све од тоа што е Скопје претрупано. Скопје е предвидено за 400-450 народ, а не 600-700. Значи таа мафија го направи тоа. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Тука воедно и ќе посетам дека времето за едно јавување изнесува 90 секунди, но тоа не значи додека трае Црвена линија дека не постои можност повторно да го завртите нашиот број и да добиете дополнителни 90 секунди. Да слушаме кои ќе бидат следните одговори на нашето денешно прашање. Добар ден. Да, добар ден. Господине Љупчо, еве кој е вашиот одговор? Па Скопје не е град на бетонски интереси, на лични интереси на одредени групации граѓани. Луѓе, да не речеме граѓани. Значи, одредени луѓе си имаат своји интереси, си прават како што сакаат во градот, поддржани од, да не речем, од широките народни маси поради нивните лажни ветувања. Еве, земете денес како гледате што се случува таму во Карпуш. И на тоа проработил ништо што е во интерес на општеството не е изгласано да се гради. Ни детска градинка, ни ништо, одинат. Така и тоа, кој како има интерес, така прави. Дали требало да се направи урбанизацијата на Скопје? Многу одавна. Чим нели е срамота додите во Токио и да се фалите со планот на Кезо Танге, кој одамна е нарушен и напуштен, што викаме ние. Еве, речиме, по планот на Кезо Танге, партизанска требало ке соборна црква да почне да се спушта надоле, да помине како подземна сообраќајница, за да искочи на кај комплекс банки. Дали тоа може денеска да се направи? Не може. Зошто? Па имате еден куп згради кои се направени на трасата и што саки ги рушите да направите партизанска? Не. Што значи планот е уништен. А дека го плаќаме веќе данокот на таа дива урбанизација или нечка прекардашена урбанизација, па самите вие сте новинарите свести со ова прилозите за водата. Што мислите вие, дека само ради проблемот е со тоа што се полнат базените и за вода требниците? Не. Прераширена е мрежата која не е обновена одамна и не може системот да издржи веќе да снабдува. Тоа е капацитетот, а не се гради на премногу се. Благодарам многу, уште еднаш подсетувам, немавајте на тајмерот. Денеска за оние кои што малку подоста се вклучивте, сепак можете да прочитате. Ете, се обидуваме да допреме до секој еден од вас и особено ќе ни биде драго еве да ни дадете одговор, односно го споделите вашето мислење и став односно тоа дали ви се чини дека Скопје од град на солидарност од година во година стана град на бетонски интереси. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Одма го прифаќам она што го објавивте, дека од град на солидарност Скопје стана град на бетон. Јас сум роден тука, трета генерација и само можам да ви кажам дека не знам кого треба да нападнам. Јас не можам да го препознам ова Скопје. Јас сум тука роден, како што рекох, и растен, и сите тие работи што се случуваат. Ова Скопје јас навистина не можам да го препознам. Јас се плашам да излезам у центар да идам. Не знам на што личи ова. Ова е за мене голема енигма. Скопје стана непрепознатив град. Цела Македонија се сли прво тука. Прво тоа е грешка. Второ, секој се прави газа кога ќе дојде на власт. Еден стерче овде попуја во Карпош. Што останува за останатите? Никого не му верувам. Да ви кажам искрено, оне Скопје
каде што сум роден и каде што сум растен. Не можам, ама во најмала ситница да го препознаа. Иначе сум роден во Дебар мало. И што да ви кажам? Потполно сте во право. И свака ви час што ваква анкета спроведуете и што им нудите можност на нас стариве Скопјани им нудите да кажеме она што имаме да го кажеме. И што сега јас сум спровоциран и револтиран, ама се трудам никого да не навредам. Благодарам многу што се вклучивте во оваа денешна црвена линија и драго ни е што и вие гледачите секогаш и нам сте ни инспирација и потекст како да зборуваме за темите, особено црвена линија како емисија каде што исклучиво и само на граѓаните им дава можност да ги споделат своите ставови, меѓу друго искуства и секако да се чуе гласот на оние кои што живеат во оваа земја. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака. Дали Скопје е град на солидарност? Мислам дека одамна тоа нешто го надминавме. И да, се уште постојат оние постари генерации кои што знаат што е солидарност. Овие помладиве ниту знаат, ниту се воспитувани во тој дух. Да се солидираат со некој. Со тоа што, кој ќе видиш човек на улица, дека има потреба од нешто. Значи, првата работа е, нас така не го спитува дома, кој ќе дојде некој гостин, го прашуваме дали си гладен, како патуваше, дали си жеден. Значи, тие основните работи. Така и овие постариве се нас научија. Кој ќе се случи несреќа, значи, во несреќата се гледаат пријателите. А кога си премногу среќен, тогаш се гледаат твоите непријатели. Значи, секој те тапка по рамо, те гушка ово, оно те величи до небо и после тоа те екнува од земја. Така да, бетонизацијата е корисна работа за овие нови печени бизнисмени, кои што немаат ни 5 грама од тоа што треба. Мозокто кои имаат само грст пари, кај што ги фрлат, кај што треба. Сега, за да биде тоа јасно, значи Скопје е трусно подречје. Само по таа основа треба да има некоја си мерка или некоја си, да речеме, проверка на сите тие стамбени објекти. При тоа што со едно дрнување постепено, значи 2, 3, 4, 5 со бали, значи се нанесува штета. Еве сега кога ќе побарам од режија да ви доловат, бидејќи на што се однесува до YouTube, навистина има многу снимки, документарци, инсерти, па еве како изгледаше тоа во далечната 1963 година, веднаш по катастрофалниот земјотрес во главниот град Скопје. Она што е интересно дека веднаш имало голема реакција, односно 87 држави помогнаа да се изгради Скопје. И токму од тие причини Скопје стана символ на солидарност. Но денес живееме во едно современо Скопје, многу поинакво од она во далечните 60-ти, 70-ти, може би 80-ти. И денес ве прашуваме, дали ви се чини дека Скопје од град на солидарност стана град на бетонски интереси? Добар ден. Здраво. Здраво. Па виде сега, Скопје од град на солидарност, сега е град на тепање градоначалнички. Тоа е сега Скопје. Насилие, анархија, безредие и апартхеид. У време на земјотресот Тито многу добро знаел дека нашето раководство уште тогаш во тоа време не било кадарно да нешто направи поголем запад за да се санира штетата на градот, бидејќи толку им била силата, али затоа Тито го заложил својот авторитет и светот по негов кеф го прогласува град на солидарност од тоа време. А не дека ние јаките фраери дека у Скопје или Македонија, тие наши политичари тогаш исти ѓавол биле како сегашни. Нема разлика. Требало човек од надвор, секогаш треба некој од страна да не води, да не тера,
држава да ни дава некој да ни каже кои сме, што сме, каква азбука да учиме. Така да и Скопје како град на солидарност негова заслуга е. Ничија друга. Сите тие други функционери што биле политичари во тоа време, биле гола вода. Он бил царот. Тој е тој вистинскиот кој и на неговиот погреб немаше игла да пуштиш каде да падне од толку што имаше гости од разни држави. Околу него респект. Поздрав. Поздрав, благодарам. Останете со нас, гледајте и понатаму Црвена линија. Малку ќе ве прифрлам онаму каде што и како можете да бидете активни, дури и по завршувањето на Црвена линија на социјалните медиуми, поточно на Facebook, на профилот на Црвена линија. Секогаш се објавуваат темите за кои што дискутираме со вас, па така и оваа денешната. Еве како изгледаме таму. Прашуваме дали Скопје од град на солидарноста стана град на бетонските интереси. И драго ми е што има голем број на коментари. Продолжете да пишувате, секако наскоро ќе почнеме и со читање на овие коментари како одговор на прашањето дали ви се чини дека Скопје од град на солидарност стана всушност град на бетонски интереси. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме. Точно сите што кажува, јас сум стара скопјенка, со тројца дедовци унапред, и јас ве слушам. Да, продолжете. Продолжете, ве слушаме. Пак не чини Скопје и не знаат да го чуват. Јас иначе живеам во Охрид и Охрид е исто град на бетони. Не се живее, Македонија е пропаст од овие наши политичари, не луѓе. Не се луѓе и нема, ама ни го пропастија Скопје. Од каде не донесоа. Велите дека и на Охрид му се случуваат бетонски интереси. Да, и Охрид веќе не можеме, толку сме близко до езерото, сме на улица Јане Сандонски, воздух нема веќе од пусти згради. А во куќа сум моја приватна. Па еве, дали сметате дека е време да се прогласи мораториум за градење во градовите како Скопје или ако е таква состојбата и во Охрид? Не, никако. Ова вакво нешто не било, не ќе бидите. Дори жал ми е за Скопје, ама и Охрид, овде сум 50 години се джабе. Не личи на ништо. Добро, благодарам многу тина. Големо благодарам и што не следите и еве што споделивте. Секако секој ден од вас е добре дојден. Денеска зборуваме за главниот град, не случајно бидејќи во колективната меморија сосема логично е забележан датумот 26 јули 1963 година, кога главниот град беше погоден од катастрофален земјотрес. Но тој земјотрес всушност укажа дека не сме заборавени. 87 држави секако донира, помогна и Скопје израсна во еден убав град кој што пред се ќе потсетиме носи длабока символика како град на солидарност. Но дали денеска ви се чини дека и понатаму е град на солидарност или денес веќе е град на бетонски интереси? Добар ден. Добар ден, Македонијо. Јас како човек прво би рекол Бог да ги прости сите загинати во Скапскиот земјотрес. Второ, знам дека во цел свет за жал има земјотреси и цел народ од цел свет дарува, е солидарен заради жалот кон тие загинати и со поддршка на преживеаните. Било кајде во светот, независно кој е лидерот на таа држава, каков е лидерот, дали е тој себичен црвен буржуј или е скромен како нашиот Ченто кој на вчерашен ден си го прости Господине Тале, дали еве Прилеп сега во моментот ви изгледа како град на бетонски интереси, бидејќи ето таму... Има бетонски интереси, таа црвена Титова олигархија 80 години ја пусти Македонија, го протворија Скопје како град, тогаш отворен град, па се пренасели Скопје. Од Косово се населија сигурно барем 100.000 косовари во времето на Тито и на СФР со кои сега си имаме проблеми, така? Или па да речеме, не знам, го испустија... Господине Тале, ве молам се јавувате од Прилеп. Дали ве Прилеп станува град на бетонски интереси? Па не до толку, но сепак го испустија цело Мариот
цела Мијачија, цело Поречи, тој народ се насели во Скопје, со диви градби во тоа време, кога нели во колективите му собра, уништија се, немаш инвестиции по села на време, струја, пат, нели, и така тие голем број населани од Мијачија. Добро, благодарам многу и една молба до сите вас. Мислам дека сме сосем јасни кога го прашуваме дека дали ви се чини Скопје од град на солидарност полека од година во година се претвара во град на бетонски интереси. Да се држиме до темата. Ајде сега да одиме малку на Фейсбук, има поприлично коментари и ќе почнеме со коментарот од ајде да навратиме на назад. Сега ќе ве пренесам да видите како изгледаме на црвена линија и сега го заследете ако не следите. Црвена линија ќе посетиме, прашува и на Фейсбук, дали Скопје од град на солидарноста стана град на бетонските интереси. Еве што напиша Ангелина Димитровска Јанчева. Скопје е катастрофа. Не можам да си го познаам родениот град. Многу сум тажна. Благодарам, Ангелина, за коментарот, за активноста. Ако не гледате, продолжете и понатам. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Видете, земјотресот беше катастрофа, но преку тој земјотрес, сега некој Тито го сака, некој го нечи, јас го почитувам, не само јас, него цела земјина топка, благодарение на него, сите држави притрча и помогна. И Скопје го направија тие населби што се изградија. Сега тие што почна да владеат со државава, тие почна наопаку да ја туркат. Граба бараки, граба 300 чуда. Помош имаше од сите страни, не знаја што да прават со помошта. Од тука почна да се уништува Скопје. Пак ќе речам, атерот на Тито, цел свет истрча. Ај сега дека дојди некој нешто да помогне. Било што да се случи. Нема, поминато е тоа. Луѓето треба да гледат она што е реално. Она што не е реално, не е реално. 80.000 станови во Скопје празни. Но што личи тоа? За кого се тие? Тоа е грмадница на објекти што се градат без потреба. Не се користат. Не дај Боже нешто да се занишат дека ќе стани каша попара. Луѓето не размислуваат овие што се денешниве на власт. Уопште не размислуваат. Тие размислуваат дневна употреба, кој како да зграби. Благодарам многу за учеството и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па вака сега, јас да ви кажам, не сум бил роден кога се случил земјотресот во 1964 година, 63-та, така мислам дека беше. 63-та. Да. Па сега да ви кажам, Скопје ментално е роб на урбаната мафија, на бетонската мафија. Сега таа бетонска мафија е благодарение ние што си ја гласавме. Што ние не знаеме да направиме разлика. Знаете како тоа се вуѓето како оној предпретходниот, како се вика Тале, како го вика тој националниот апологет, би го нарекол на слепо кој куца. Се дека вакви луѓе имаме со вакви размислувања, државата не може да иде напред. Еве ви пример, цел свет нас ни помогна, за да вчера апологетите на ДПМН не донесат една одлука да им помогнат на сиромашните во Газа и така натаму. Па зашто ова прашање не го поставите? Ние убаво да взимаме, а не убаво да помагаме. Па и таа страна треба да ја покажеме. Зашто многу полицаи не се родија како Тито, туку се родија умрени политичари, како гроб не ги голтне, ега, ај пријатно. Благодарам многу за одговорите. Учеството е една исклучително важна напомена. Етиката на Црвена линија не се менува. Тоа значи дека треба многу да се внимава за употребата на зборови. А за каква употреба зборувам? Тоа значи да се држиме до пристојноста, односно колку и да сме гневни и изреволтирани, секако можеме да поентираме, да го кажеме својот став,
а сето тоа да го направиме без употреба на погрдни зборови, вулгарни зборови, говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Само внимавајте на тоа, ве замолувам. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добро, да продолжиме. Да, јас никогаш не сум кажал вулгарен збор и не посакувам гроб значи на јас наши македонски господине политичари. Талеве, молам, не се однесува тоа на вас, однесува на сите гледачи, доколку се изиритирани, знаеме човечката природа може да се подзаборават. Да, Ајде кажете ми Да, прековниот гледач кој толку вака беше мил, па посакуваше смрт гроб на наши македонски политичари, а на туѓите му се Ве мили. молам, не зборуваме за политичарите. Господине Тале, еве Скопје, верувам сте го посетиле многу пати Па да, на јас се својот радувам живот, на- па како ви изгледа денес, еве главниот град? Јас се радувам на нашиот македонски главен град Скопје, кој заличи со преубав плоштад, со наши македонски споменици великани, каде пред некоја година дојдени беа јапонци кои играат македонски ора и пееа македонски ора и македонски песни околу споменикот на Александар Македонски. Преска гледав анкета на некоја телевизија каде нели сега има спортисти, 4000 спортисти, младима од цел свет или таму не, од цела Европа. И тие во анкетава ги прашуваат, вика, преубав е Скопје, шетнавме, вика, ни Скопје, преубав е центар. Толку са некои па да си го кудат својот град, да е се црно околу нив. А дали можете да ми кажете дека ви се чини дека е град на бетонски интереси? Па Бидејќи да, некаде тоа има, но друго нешто би кажал. Еве, значи многу мина жалат за старо Скопје. И јас жалам за црквата Свети Константин Јелена, која го преживеала земјотресот, но злобно, безбожно Благодарам многу за повторното вклучување и ве замолувам, оваа емисија не е наменета за промоција на политичарите, туку апсолутно само за вас како граѓани. Го имате просторот, сакаме да ве слушнеме, секогаш поставуваме актуелни теми кои што ги засегаат граѓаните. Ајде да слушаме и понатаму, секако било кој е добре дојден во ова денешно издание на Црвена линија. Секако верувам сте го посетиле главниот град, еве, и може би сте биле дел од оние кои што помагале кога се случил катастрофалниот земјотрес, така да еве како ви се чини Како ви се чини денес главниот град? Дали се уште е град на солидарноста или многу повеќе град на бетонски интереси? Дали вашиот град е изменет во однос на тоа? Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон е Стара Скопјанка. Не се сеќавам јас многу за земјотресот, меѓутоа моето Скопје од мојата младост, од моето детство, не е тоа веќе Скопје. Значи, современата урбанистичка структура во Скопје го смени комплетно. Нема да навлезам во чии интереси какви. Скопје е град на солидарност, каде што цел свет рипна да му помогне, со емоции зборувам. Меѓутоа, јас се прашувам, каде е нашата солидарност сега да помогнеме на луѓето во Кочани, каде што изгубија деца. Деца изгубија, млади, кои што сите ние тој траор многу тешко го преживуваме. Јас се прашувам, зашто не сме ние сега солидарни во било кој контакт? Благодарам многу и пријатен ден. Благодарам многу и понатаму продолжете да ја гледате Црвена линија, останете до крај со нас за да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на денешното прашање. А тоа е Скопје од град на солидарноста, дали според вас стана град на бетонски интереси? Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме. Се јавувам од Скопје. Добро. Јас сум стар скопјанец. 51 годиште, роден во Скопје. Дали ме слушате? Внимателно, продолжете. Во моето детство, ја земјото го памтам на 12 годинен ден, пред земјото отидов на летување. И кога се вратив, све беше луѓето под шатори, направени од кебиња кој што нашол. И во тоа време сите деца беа однесени по крквени за едно друго. Ние продолживме во преток.
И имавме убаво детство. Цел ден се бањавме на Вардар. Имавме ширинки, кои сега исчезна. Нема ни една ширинка, нема ни едно дете. Имавме убави игри на улица. И игравме чели, баба, плочка, што ли не. Измислувавме игри. Едина забава што ми беше, стои една приказка беше. Ќе одидеме дома, ќе слушаме со една приказка од назад и пак назад на улица. Благодарам многу. Драго ни е што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не следите и секако, доколку еве било кој од вас сака повторно да се вклучи, доволно е да се заврти нашиот број 02307-005. Ве префрлам на Facebook, драго ми и таму што има навистина голем број на коментари. Во продолжение го читаме коментарот на Марко Поло. Вистината е една, поради алчноста на локални функционери, политичари, дивењето е во голем ек, посебно во Скопје. Сите што имаат паркови, дрвореди и било какво зеленило знаат што е добробит од тоа. Пониски температури со 10 степени Целзиусови, чист воздух и свежина, додека придонесите од дивљаштвото, најверојатно, на урбаната мафија, ги имате секојдневно. Ако не е жештина, тогаш е смог. Ако не е смог, тогаш е загаден воздух со PM честички, што е хендикеп за сите малолетни дечиња. Но природата сакале луѓето или не, ки си го земе данокот, само во прашање е кратко време. Не може толкав притисок од диво градби да поднесе трусното подрачје во Скопје. Наместо да размислуваат за чиста селска средина, каде скоро со сите се познаваш и се имаш, се помагаш, скопјани одбираат да живеат во загадена и болна средина. Благодарам многу, Марко Поло. Ако не гледате, продолжете да не гледате, останатите, продолжете, пишувајте коментари, споделувајте. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па, во тоа време, јас 14 години има, не живее во Македонија, живее во Србија, мислам, во Југославија, во секој случај. Татко ми беше војно лице и беше вклучен во цела армија, беше не цела, туку добар дел од армијата беше вклучен во расчистување на рушевините во Скопје и обезбедување на ова, бидејќи имаше навалија многу лопови во Скопје, бидејќи имаше доста еврејски куќи испопаднати, турски куќи испопаднати, во кои што имаше некакви богатства и меѓутоа имаше и некој се воведе и полициски час. Тогаш така да немаше движење, се знаеше од кога до кога да се движи, после кое време не смееше жива душа да има на улица. Ни куче. Така да Скопје беше помогнато од сите држави на светот, благодарејќи најмногу на авторитетот на Јосип Броз, на нашиот председател, и вечити председател, така да кој што го критикува, таму нека му е. Меѓутоа, сепак, се што се направи, се направи со неговиот авторитет, со тоа што имаше голема чест меѓу. Благодарам многу, еве што се вклучивте во Црвена линија, ги споделивте своите сакавања во однос на катастрофалниот земјотрес кој што го погоди главниот град тогаш во далечната 63-та година. А еве денеска кога ќе направите некаква си паралела, дали ви се чини дека Скопје од град на солидарност станува град на бетонски интереси? Добар ден. Добар ден, повторно ја. Ако, повелете. Вака сега, оној господинот Талели, како си кашла Патаров. Да не ги коментираме, ве молам. Така. За Скопје не интересира. Го спомна Европското младинско првенство. Така. Дали тој дошол да види дека младинците кои се дојдени во Европското првенство, да види во какви услови играат и спортуваат. Обрачи без мрежа, голови без мрежа, па на крај луѓето ги гази
кола ги згази. Луѓе бе, од град на солидарност станат на град не посакуван. Тоа дозгора се фалил со тие коњите, со тие бакари тамо наредени низ Скопје, по не дај Боже од тој, како се викаше, Мехтар Самел, не дај Боже, колкото ќе си го извади некојат мечот. Па ако одиш понатаму по Гоце Делчева, бе, луѓе бе. О споменици не живее државата. Треба да живее квалитетна понуда туристичка, со издржана програма. Не ви до сега ки имаше модерен град. Кај е тој модерен град? Не имаме сега смрдеш град. Не го собираат ѓубрето. Насекаде сме обкружени со памперси, гомна, пелена. Тоа ли е град? Не. Ова е град на отпадот. Ако ова не се справила, тој претходниот сигурно нема да се справи. Добро, благодарам многу. Уште еднаш подсетувам. Внимавајте на изборот на зборовите. Ајде да видиме што напиша Лидија Станковска на прашањето дали Скопје од град на солидарноста стана град на бетонските интереси. Скопје е многу ружен град. Зграда до зграда, нема убави парчиња и тие што ги има се уништени. Нема мајстори да ги поправат, прљав и загаден град, не личи на метропола. Не се чува, ни се чисти. Треба да се стави крај на градење згради. И така стојат празни. Луѓето немаат пари да купуваат, живеат во станови кои што нивните родители успеале да ги купат во времето на Југославија. Благодарам и вам, госпоѓа Лидија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Пишувате тому бика бетонски интереси. Да. Не се бетонски интереси, евроинтереси се. Па, не може еден градоначелник во своја општина да не знае дека има дивоградби. Нема шанси. Значи, у таа општина што има дивоградби, некој го поддржува горе од повисокиот ешалон. Значи, има некој интерес некој што дозволува дивоградби. Не е тоа. У аеродром се градева по 1 евро квадрат го земаа местото. Сега градат дивоградби на државно место, па ни 1 евро не плаќаат. Цевките водоводна мрежа не е сменета 100 години. Улиците се кола натрупани една врз друга, возиме слалом по споредниви улици. Не може камион за смет збирање да пројде. Го чекаме на нека улица 15 минути, додека товари и да се тргне. Хаос, урбан хаос. Не ми е мене зашто се гради. Мора да се гради, градежната индустрија ги површи и другите се трошат за да го уреди станот, значи комплет пак има некој интерес. Ама ова што не се води рачун кај се гради, што се гради и како. Така, благодарам за одговорите и споделеното со гледачите на Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Поздрав до вас и до гледачите. Благодарам многу. Земјотресот беше бев момче од неполни 16 години. Го помнам Скопје и пред земјотресот и потоа. Скопје беше чист град. Пред секоја куќа се чистело. Имаше улични чистачи. Имаше зеленило. Вардар беше бистра вода. Од железниот мост па тамо до градска плажа и руска плажа. После земјотресот, прв пат во историјата од после Втората светска војна се најдоа руски и амерички војници во Скопје. Прв пат во мировна мисија околу расчистување на градот. Ова Скопје денешно до пред 10 на 20 години кога се градеше и аеродром, пун зеленило, ширеноликост на зградите, личеше на Скопје. Ова сега бетон, асфалт, уништување на зелени површини и така натака. Скопје пред земјотресот се грееше, скопјани се греева со јаглени дрва,
не беше. Благодарам многу за споделеното и она на што се сеќавате како младо момче, си како им е драго ни од тукму од повозрастните генерации кои што беа присутни во мигот, кога Скопје беше погоден од катастрофалниот земјотрес, еве споделуваат и во рамки на Црвена линија. Токму ете, сите вас денес ве прашуваме, дали ви се чини дека Скопје како символ на солидарноста станува град на бетонски интереси. Добар ден. Поздрав. Поздрав. Поздрав после долго време и со месеци не се јавив, еве сега продолжувам. Се согласувам со сите до сега, освен со Прилепчанецот, со сите дневни коментари, особено Марко Поло и една господја или господица што прочитавте таму кај вас, и со претходниве гледачи. Што да кажам за Скопје? Роден во Скопје, го познавам Скопје од бебешки нозе, да се така каже. Знам што све се случуваше во Скопје од почеток до крај, до денешен ден. Дали ме слушате? Внимателно, продолжи. Одлично, добро. Бидејќи на телефон, морет не слушам на телевизор. Зборот ми е дека Скопје, да, Скопје е загрозен од дома. Не е од надвор, не е од никаде, од нас тука жителите. Скопје стана едно големо село. А сега да се вратам на земјотресот. Земјотресот, први што известија за земјотресот во Скопје, први беа радиоаматерите од Скопје. После тоа дојдоа припадниците на поранешната Југословенска народна армија и го помогна изградбата на Скопје. За прв пат се соединува тука во хуманитарна мисија советските тогаш војни сили и американските медицински тимови и така натака. Град на солидарноста, да, и не се согласувам се на ваша, што кажа. Многу ми е жал, но најверојатно одамна, како што напоминавте, не сте се вклучили во Црвена линија. Верувам дека тоа нема да се повтори и ќе ве имаме за некоја минута повторно да се доискажете. Правилото останува во Црвена линија, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Така да што поскоро завртете го нашиот број или пак ако не успеете да не добиете, ќе ни биде драго и тоа е активно учество да напишете коментар на страницата, односно на профилот на Црвена линија на Facebook. Но ве охрабрувам, вртете го повторно бројот 023070005. Токму од тие причини го објавуваме време траењето, тајмерот, се со цел да можете да си го мерите времето, имате увид колку секунди се одминати од оние предвидени 90. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сега, што да кажам за Скопје? Скопје беше на времето, јас бев млада, 20 години бе. На тоа време многу го знам Скопје. Кога се градеше цел свет, имаше луѓе што дојдоа да ни помогнат. Да ни помогнат. Солидарност е во Скопје. Скопје не е што беше Скопје. Скопје да живее со мерак беше. Да излезеш по улица, да се прошеташ, да имаш што да видиш. А сега не ми се поминува низ центар прво. Оние згради што ги унаградија, што изнастава 300 шари, тие барок, не знам какви тие стиропоро и 300 чуда изнаставија. Скопје беше град, не можам да ви опишам каков град беше, да ти е одмерак да живееш. А јас бевме во нормалу, центар сум живеела, у среден центар. Сабајлен стануваш улиците чисти, ги миеја, коцка за мириса на свеж воздух. Сега ние се гушиме, немаме воздух од бетон, зграда до зграда, да не можеш да поминеш пешки, а не со кола. Од тука не фати улица Кочоравци нас. Благодарам за споделеното. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали сум јас, Тина? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден, Тина. Добар ден. Јас прв пат се јавувам. Драго ми, верувам, не и последен пат. Ме трогна темава. Јас за време...
Ало? Продолжете, ве слушаме. Вака Тина, јас за време на земјотресот имав 10 години. Нешто што ми останало во сеќавање. Живеевме во кисела вода од кај рампата. Имавме куќа. Она што другите гледачи, мислам, не го кажа, а сакам тоа да го кажам, дека веднаш вториот ден, значи на 27 утрото, моите родители и ние, 3 деца бевме, 3 сестрички, и татко ми и мајка ми не однесоа кај Југо дрво, и се сеќавам дека дојде другарот Јосип Броз Тито, имаше гостин од Русија, мислам дека Брежнев председател беше тогаш, и се сеќавам како се движеше, ние му ракоплескавме, иако бевме потресени, нели, од сето она што се случуваше. Скопје беше во прашина, да речам, тука на Црвен крст изрушени згради и така насаму. Меѓутоа, многу ме трогна, еве, како дете сум била 10 години, но тоа го паметам како вчера да беше, како другарот Тито во отворена кола со гостинот заедно ни одмавнуваше, извади марамче од џебот и ги бришеше солзите. И потоа во еден говор тука, значи, кажа дека Скопје повторно ќе се изгради и ќе биде град на солидарноста. Благодарам многу за вклучувањето и тоа за прв пат во Црвена линија. Уште еднаш ќе повторам, верувам нема да биде и последен пат. И драго ни е да ве имаме сите вас. Се разбира, иако темата е можеби за оние останатите кои што живеете надвор од Скопје, ви делува дека е премногу скопска, но земјотресот, сушност катастрофалниот земјотрес тогаш во Скопје, далечната 1963 година, сушност испрати порака дека една трагедија, една катастрофа може да создаде колективна светска солидарност, претварајќи го тогаш главниот град како град на солидарност. Но тогаш помина доста време, од година во година, Скопје сега дали ви се чини дека е се уште град на солидарноста или сушност стана само град на бетонски интереси? Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Јас сум родена у Скопје, све живо и диво и поплави, земјотреси и све што дошло имам преживеано. Фала му на Господ, еве, имам и доста години. Така да, стварно Скопје беше, што да кажам, пешки да одиш кога сакаш у 2, у 3 сат, 30 сат, кај сакаш да одидеме, немала мислам една. Само ми фали мене многу безбедност. Значи, таква безбедност, да уопште не се плашиш дека нешто може да ти се случи или било што, мислам, не знам. Безбедноста мене ми е секогаш прво, меѓутоа за жал сега е катастрофа. А за тоа за бетонски интереси, да ви кажам, јас сум веќе загрижена, затоа што, еве ја овде кај што живам конкретно кај мене, значи улицата од една страна индивидуални куќи, од другата згради ги направила на 3-14 спрата. И сега рачунете вие, вас ви го затвора провевод, видот, како да кажам, све. Значи, и сега тука рачунете вие има еден куп празни станови. Сега, значи, овдека Скопје се гради од интерес. Значи, во Скопје се перат пари буквално. Ова не е ништо друго. Не можам да сватам. И уште се гради и стојат празни станови, а пазите купени се. Значи, празни, значи овде се перат пари. Овде треба да дојдат некои други да живеат, предпоставувам, по моje мислење, затоа што нема толку народ што може сето тоа да го купи од Скопје и да постои. Благодарам за одговорите. И сега, пред да преминеме на рекламите, ќе ги прочитам и коментарите на Лиљана Чокревска Алексич. Еве што напиша. Вртам, но не можам да ве добијам. Да, Скопје од убав град стана град на бетонски интереси. За жал, на сметка на зелените површини, на сметка на здравјето на сите скопјани. Ќе вклучиме уште еден. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден, Убо Чупе. Поздрав од Битола. Поздрав, еве, за Скопје. Јас како малечка живеев в Скопје, ама многу малце се сеќавам. Татко ми беше кувар во хотелите. Работеше во хотели и ние живеевме там. И се сеќавам на Скопје многу убаво. Ако бев малечка 3-4 години, се сеќавам. Ама после се преселивме во Битола, и така да после поќе години дојдовме после
средното училиште со сестра ми, живеевме во Скопје 4 години во студентски домој. Таму беше убаво и сум задоволна. Се беше во ред. Ама после многу години јас се вратив во Скопје по некои здравствени проблеми во болниците, каде што сум доста задоволна од услугата и така натаму. Скопје го видов инакво. Многу загушливо и не можев никако да издржам температурата. Никако. Многу ми беше тешко. И едно болно прашање до вас исто и до сите што слушат, зошто се во Скопје? Јас се обратив пред известно време за брза помош, нешто ми вела чекајте да прашаме во Скопје. Зошто преку Скопје? Ние поглупи сме, немаме овдека наши луѓе што знаат. Само ова, толку да ве поздравам многу од Битола, срдечно и ви посакувам добар викенд. Благодарам многу и за желбите и секако за кажаното и учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Време е да ги погледнеме рекламите, но оставете со нас, подоцна следуваат и резултатите од анкетата. И сега да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм, на профилот Потсетувам Црвена линија и профилот секако на Телма телевизија. На прашањето, дали е време да се прогласи мораториум за градење во Скопје додека не се расчистат спорните урбанистички планови, инстаграмџи беа едногласни и одговорија со да, 100% да. Ето, тоа се резултатите од денешната Инстаграм анкета. Тука ве поздравувам, ве подсетувам секогаш бидете информирани со кликање telma.com.mk и секако чувајте се, почитувајте ги препораките, имајте убав викенд, а ние се гледаме повторно заедно во понеделник во нашето време. Довидување.